Здраво на сите! Се надевам бевте и останавте во добро здравје, мисли и емоции, во периодов додека немаше нови видеа на каналот Татунч. Јас морам да бидам искрен дека универзумот ме обдари со севе овие благослови, придружени со многу работа и физички умор, или што би се рекло, живот. Не се жалам, но таквиот склоп на околности плюс мојот перфекционизам придонесе да наместо видеа по секоја цена, едноставно направам одредена пауза. Паузата заврши. Еве сме пак. Актуелностите кои ни го запоседнуваат вниманието се настани кои се испланирани многу одамна. Некои се испланирани пред децении, некои пред векови, а некои илјадници години наназад. Колку тој план оди наназад во минатото, толку повеќе ја отсликува големата слика. Дека настаните кои ги посведочуваме секојдневно се само ситните подробности на тој голем космички план. Ако дозволиме нашата реалност да се сведе на реакција на секојдневието, неминовно ќе се чувствуваме беспомошни, резигнирани и поразени. А верувајте ми, и овде можам само да се повикам на верата во ова што го кажувам. Универзумот е една голема игра на спротивности, чиј што танц е во совршена рамнотежа. Затоа јас во мојата работа на овој канал, во времето што доаѓа ќе посветам повеќе време на споделување на моите согледувања за пошироката слика. Некои тоа би го нарекле одгатнување на матриксот, други понирање во зајачката дупка, секој според своето ниво на духовна зрелост. Но ајде да се согласиме околу очигледното. Живееме во тешко време. Зборот криза е иманентен на нашето битисување. Без разлика на која возраст сме или на кој меридијан од светот живееме. Неизвестноста е секаде. Поминавме периоди на војни, тероризам, пандемија, инфлација. И ете пак војна, и ете пак неизвестност. Јас, а верувам и сите вие што ме слушате, во овој процес бевме уплашени, бевме ограничени, угнетени. Бевме унакажени од лузните на загубени блиски луѓе. Сепак, повеќето од нас и покрај сите лузни од овој процес сме се уште овде. Фигуративно се уште со двостраниот меч дигнат високо со уморните раце во очекување на наредниот удар. Ете ви ветувам, наредниот удар ќе дојде, а исправувањето од него ќе биде привилегија поскапа од секое злато. Верувам, не сум единствен кој кога го догледува светлото на крајот на тунелот, ја чувствува радоста од патот изоден во темница. На крајот од тој тунел сме подобри луѓе. Така, драги мои, на овој скромен интернет простор, во непосредна иднина, јас продолжувам со толкувањето на бинарниот код на реалност, во склад со моите сознанија и увиди. А вие, се надевам, ќе уживате во секоја нула и единица дешифрирана попат. Знам дека е прозаично, издодевно, но просторот каде се одвива оваа активност неминовно зависи од бројки. Така ве замолувам, кликнете subscribe, звончето за нотификации и секако лајк и коментар по волја. Сето ова бесплатно, но сепак важно за алгоритмот на YouTube. Пред некое време го направив видеото за политичарите, кој ги сместив на дното на така наречената пирамида на моќта. Оттаму ќе продолжиме денес, објаснувајќи ја вертикалата на матриксот, длабочината на зајачката дупка или ширината на пајаковата мрежа. Местото од каде започнувам со ова видео е секако видеото за политичарите, кој бидејќи е направено пред подолго време, ќе стои во описот на ова видео, за оние кои сакаат да се потсетат на неговата содржина. Таму секако главна поента беше дека на дното, функционално место во пирамидата на моќта имаат политичарите. Но ова нормално треба да се каже дека се надоврзува
целиот административен апарат на системот кој ние го познаваме под името демократија. Два странични стражари на овој систем, така да кажеме, се религиозните системи од една страна, кои со своите догми го оневозможуваат поединецот да практикува вистинска духовност, а со самото тоа се гради заедница на богобојазливо послушни граѓани. И втор, не помалку опасен и штетен систем се медиумите. Оно што ние, алтернативните мислители, го нарекуваме мејнстрим медиуми. Нивната задача и цел е да функционираат по принципите кои одлично ги опишува Едвард Бернајс во неговата книга Пропаганда. Таа задача нема никаква врска со информирање, туку едноставно со контрола и насочување на јавното мислење. Обично во корист на владеачките елити кои ќе ги запознаваме лека по лека искачувајќи се виртуелно по оваа пирамида на моќта. Политичарите, условно кажано, се овчарските кучиња. Односно, тие заедно со административниот апарат се задолжени за контрола на ресурсот луѓе. Односно, се вкупната популација на планетата. Скалило повисоко, но сепак прилично ниско, се оние што владеат со материјалните ресурси на планетата. Мултинационални компании кои располагаат со буџети, а со тоа и мог за влијание поголем од 99% од земјите во светот. Заради внимателност нема да бидат споменати имињата на повеќето од овие компании, но сепак индиректно ќе ви биде јасно за кои компании станува збор. Например, такви компании во прехранбената индустрија се непознатите газирани безалкохолни пијалоци, еден од оние што Кристијано Роналдо не сакаше да го пие, иако официјален спонзор на Европското првенство во фудбал. Друга таква компанија е компанијата чии што чоколади или кафе секојдневно ги конзумираме. Како што компанија која го дрма светот во поглед на ГМО семиња и чие што име има врска со светец, но овде мудро ќе го прескокнеме. Во фармацевската индустрија име кое беше многу изговарано периодов беше името на познатиот производител на Виагра. Но изминативе 2 години познат и озлогласен беше по некои други производи. Во автомобилистичката индустрија, пример за такви корпорации се најпознатите германски групи на производители, додека сите ние добро ги знаеме мултинационалните корпорации во светот на дигиталните технологии – Google, Facebook, Apple, Microsoft и слични. Заедно со манекените кои глумат челници и собственици на овие корпорации. За нивната прозирна приказна од гаража до милионер зборува во видеото Гаража од $1.000.000, кој исто така ќе го ставам во опис. Нема индустрија која не е запоседната со повеќе вакви компании кои од времето на првата индустријска револуција наваму се посветени на систематско експлоатирање на материјалните ресурси преку масовно експлоатирање на човечките ресурси. Сите овие компании се предводени од помалку или повеќе обскурни и непознати ликови или бордови на директори, ликови кои ние обичните смртници не ги познаваме, дека нашите животи во голема мера зависат од нивната работа и делување. Оние малкумина што ги знаеме, особено во модерните интернет технологии, одговорно тврдам дека се манекени, или ако сакате, глумци кои добро ја глумат улогата за која се добро платени. Нивната плата, по моја скромна проценка, се движи од прилика 5% од севкупното богатство на компанијата. Ова го извлекувам како заклучок од најавите на Бил Гейтс да во наследство на неговата фамилија остави токму 5% од неговото богатство. Остатокот официјално би одел во добротворни цели, неофицијално кај вистинските господари, односно сопственици. Кога станува збор за вистинските сопственици, во случајот на повеќето светски корпорации станува збор за грст инвестициони фондови или ултракорпорации кои преку самиот капитал кој што го имаат удел во овие компании успеваат да го соберат кајмакот од сета мака на човештвото. Пример за вакви суперкорпорации се секако BlackRock, Citadel и Alphabet. И нормално, ова не е целосната слика. Туку само основа на која искрениот истражувач
би си донел собствени заклучоци. Доволно да се истражува кој е крајниот собственик на компаниите од нашето непосредно обкружување. Овие корпорации во својата суштина се посветени на одржувањето робовладетелски систем. Систем од кој не можеме да кренеме глава и да видиме бел ден, додека сите политичари во светот се нивни послушни слуги. Последнава криза која значи истовремено и војна, но и криза на финансиски план преку невидената инфлација, само демонстративно ја покажува моќта на овие корпорации во контролата и експлоатацијата на ресурсите на мајката земја. Може би зимава ќе биде мрачно и ладно само затоа што ресурсите потребни за светлина и топлина периодов по волја на овие компании ќе бидат и оскудни и прескапи. Сега, откако го знаеме ова, а сме свесни дека доправо почнуваме во искачувањето по скалилата на оваа пирамида, морам да ви дадам знак, односно зрак на надеж. А надежта е во свесноста и познавањето на овој матрикс. Познавајќи го, многу лесно можеме да го напуштиме. За крај, запаметете, има светло на крајот на тунелот. Јас, Татунчо, заедно со вас ќе го побарам тоа светло. Секој добро.